Молк од Министерството за финансии за вчерашниот извештај на Европската комисија, во кој остро се критикуваат економските политики и резултати на владата. Нема одговор на нашето прашање испратено до финансии за тоа како го коментираат делот од извештајот по кој се вели дека владата не постигна напредок во клучните економски реформи. И додека од Брисел доаѓа критика, од истото место доаѓа и друга порака од премиерот Мицкоски, кој со спротивна реторика тврди дека економијата расте, а земјата се движи во правилна насока. We have the biggest growth of our GDP, either it is real or nominal, among the top 3 or top 5 in the EU this year. In the previous year, we have low inflation rate, macroeconomical situation is quite decent, and people are coming back home, which is good, so which is encouraging. They are not losing with. Паралелно со острите реакции од Европската комисија, своји забелешки има и Finance Think. Оттаму велат дека извештајот е еден од најлошите во последната деценија и дека фискалната консолидација е сериозно нарушена со растот на тековните трошоци, платите и пензиите. Извештајот го продолжува нагласениот критички тон за однесување на фискалната политика и јавните финансии во претходната година, септември 2024, септември 2025 година, и тоа на неколку пункта. Фискалната консолидација е бавна, особено во контекст на преземените обврски за големи гаранции за кредитите од комерцијалните банки и засилено трошење по ребалансот на буџетот од 2024 година, рефлектирано во платите на јавниот сектор и пензиите. И додека Брисел бара стегање на јавните финансии и фискална консолидација преку намалување на буџетскиот дефицит со штедење, критикувајќи го неоснованото зголемување на плати и пензии, во новиот буџет за 2026 година, владата повторно ги зголемува овие ставки, 10% плюс за пензии и 7% за плати. Од друга страна, минусот и следната година ќе го покрива со ново задолжување од преку 1 милиарда евра. Но за министерката за финансии, со новиот буџет ќе се продолжи постепената фискална консолидација и дисциплинираното управување со јавните финансии. И опозицијскиот СДСМ денеска со серија критики кон власта. Овој извештај е практично најлошиот извештај кој што сме го добиле изминатите десетина години и сериозно го вклучува алармот за еднината и за перспективата на државата. Според Брисел, Македонија се движи во погрешна насока. Фискалната рамка останува слаба, капиталните инвестиции се намалуваат, а државата троши се повеќе за тековни расходи наместо за развој. Европската комисија го нотира и загрижувачкиот раст на јавниот долг, кој надминува 62% од БДП, додека продуктивноста стагнира, а инфлаторните ризици остануваат високи. Но извештајот останува најстрогиот во последните 10 години и прашањето што стои отворено е кому ќе му верува јавноста, на Брисел или на владата.